Почитувани гледачи, добар ден. Вака е пишано во Библијата. Секој согласно дарбите што ги има, нека им служи на другите. На тој начин ќе докажете дека добро управувате со дарбите што Бог ги дава, дарежливо и разновидно. Ако е некој добар говорник, нека ја проповеда Божјата порака, а ако некој има дарба да им помага на луѓето, нека го прави тоа со силата што му ја дава Бог. Се треба да се прави така што да му се оддаде слава на Бог преку Исус Христос, на кого му припаѓаат славата и власта во сите времиња. Јас ве поканувам заедно во великденското издание на Светот на тишината да го чуете Божјиот збор кој што се уште не допира до глувите лица. Прво соборно послание на светиот апостол Јован Богослов. Она што беше од почетокот, она што го чувме, она што со очите своји го видовме, што го разгледавме и што рацете наши го опипаа за словото на животот. И животот се јави, и видовме, и сведочиме, и ве известуваме за вечниот живот кој беше во Отецот, и нам ни се јави. Она што го видовме и го чувме, за тоа ве известуваме, да и вие да имате општење со нас, а нашето општење е со Отецот и Неговиот Син, Исус Христос. А Евангелието пак што го чувме од Него и вам ви го предаваме, е тоа дека Бог е светлина и во Него нема никаква темнина. А ако речеме дека со Него општиме, одиме во темнина, тогаш лажеме и не постапуваме според вистината. А ако пак во светлина одиме, како што е Он самиот во светлина, тоа значи дека ние еден со друг општиме и крвта на Исуса Христа, Неговиот Син, не очистува од секаков грев. Ако кажеме дека немаме грев, се лажеме сами себе и вистината не е во нас. Ако ги исповедаме гревовите своји, Он е верен и праведен за да ни ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Ако пак речеме дека не сме сгрешиле, Него го правиме лажец и Словото Негово не е во нас. По тоа узнаваме дека сме го познале кога ги пазиме Неговите заповеди. Кој вели го познав, а заповедите Негови не ги пази, лажец е и вистината не е во него. А кој го пази Словото Негово, во него е Божјата љубов на вистина совршена. По тоа узнаваме дека сме во него. Кој вели дека во него пребива, должен е да постапува така како што постапи и он. Возлюбени, не ви пишувам нова заповед, туку старата заповед што ја имате од почетокот. Старата заповед е словото што го чувте од почетокот, но сепак нова заповед ви пишувам, она што е вистинско и во него и во вас, оти темнината одминува и вистинската светлина веќе свети. Кој вели дека е во светлина, а го мрази братот свој, тој е се уште во темнина. Кој го сака брата си, тој е во светлина и во него нема соблазан. А кој го мрази братот свој, тој се наоѓа во темнина и во темнина оди и не знае ни каде оди, бидејќи темнината му ги ослепила очите негови. Не сакајте го светот и се што е во него. Ако некој го сака светот, во него нема љубов од Отецот. Зашто се што е во светот, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, не е од Отецот, туку од овој свет. А светот поминува и похотите негови, и оној што ја извршува волјата Божја, останува довека. Чеда, последно време и како што сте слушнале дека ќе дојде Антихрист, и сега веќе се појавија многу антихристи, од тоа разбираме дека е последниот час. Тие излегоа од нас, но не беа наши, бидејќи ако беа наши ќе останеа со нас, но се јавија за да се знае дека сите не се наши.
кој е лажец, ако не оној што одречува дека Исус е Христос? Тој е антихристос што го одречува Отецот и Синот. И тоа е ветувањето што не го вети он, вечен живот. Тоа ви го пишав поради оние што ве мамат. И така, чеда, останете во него, така кога ќе се јави он, да имаме смелост и да не се посрамиме од него кога ќе дојде. Кога знаете дека е он праведник, знајте кој и тоа, дека секој кој што врши правда е роден од него. Гледајте каква љубов ни дал Отецот, да се наречеме чеда Божии и такви да бидеме. Затоа светот не знае, оти не го позна него. И секој што ја има таа надеж во него се очистува самиот себе, како што е чист он. Секој што прави грев, прави и беззаконие, а гревот е беззаконие. Секој кој што пребива во него не греши, секој што греши не го видел, ниту го познал. Чеда, никој да не ве измамува. Кој врши правда, праведен е, како што е праведен он. Кој прави грев од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот. Па затоа и се јави Синот Божји, за да ги урне делата ѓаволски. Оти тоа е заповедта што ја чувте од почетокот, да се сакаме еден со друг. Не чудете се, браќа мои, ако светот ве мрази. Ние знаевме дека преминавме од смрт во живот, бидејќи ги сакаме браќата своји. Оној што не го сака братот свој, тој пребива во смртта. Секој што го мрази братот свој е човекоубиец и познато ви е дека ниеден човекоубиец нема живот вечен што ќе пребива во него. Љубовта ја познаваме по тоа што Он ја положи за нас душата своја. Но и ние сме должни да ги полагаме душите своји за браќата. Ако има световни блага, па кога ќе го види брата си во немаштија, да го затвори срцето свое од него, како тогаш ќе пребива во таков Божјата љубов. Чеда мои, да не се сакаме само со зборови или со јазик, туку со дела и вистина. И што и да запросиме, добиваме од него, бидејќи ги пазиме неговите заповеди и правиме што е благоугодно пред него. А заповедта негова е таа, да веруваме во неговиот Син Исуса Христа и да се сакаме еден со друг, како што тој ни заповедал. И оној што ги пази заповедите негови, пребива во него, и он во него, а дека он пребива во нас, узнаваме по духот што ни го дал. Возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку испитувајте ги духовите дали се од Бога, бидејќи многу лажни пророци се јавија во светот. По ова познавајте го Божиот дух и духот на лагата. Секој дух што признава дека Исус Христос дошол во плот, од Бога е. А секој дух што не признава дека во плот дошол Исус Христос, не е од Бога. Тоа е духот на антихристот, за кого сте слушнале дека иде, па и сега е веќе во светот. Вие сте чеда од Бога и нив сте ги победиле, зашто оној кој е во вас е поголем од оној што е во светот. Тие се од светот, затоа и по светски зборуваат, а светот ги слуша. Ние сме од Бога. Кој го познава Бога не слуша нас, кој не е од Бога нас не слуша. По тоа и го познаваме духот на вистината и духот на заблудата. Возлюбени, да се сакаме еден со друг, оти љубовта е од Бога и секој кој сака е роден од Бога и го познава Бога. А кој не сака, тој не го познава Бога, оти Бог е љубов. Во тоа се состои љубовта, што не ние го засакавме Бога, туку Бог нас не возлюби и го прати Синот свој, за да ги очисти гревовите наши. Возлюбени, кога така не засака Бог, тај ние сме должни да се сакаме еден со друг. Бога никој никогаш не го видел. Ако се сакаме еден со друг, Бог пребива во нас и љубовта негова е совршена во нас. Дека ние пребиваме во него и он во нас, узнаваме по тоа што ни дал од својот дух. И ние видовме и сведочиме дека Отецот го испрати Синот како Спасител на светот.
Кој исповеда дека Исус е Син Божји, во него пребива Бог и тој е во Бога. И ние ја познавме љубовта која Бог ја има кон нас и поверувавме во тоа дека Бог е љубов и дека оној кој пребива во љубовта пребива во Бога и Бог во него. Љубовта во нас се усовршува затоа за да бидеме слободни на судниот ден, бидејќи како што е Он, така сме и ние во овој свет. Во љубовта страв нема, а совршената љубов го пади стравот, бидејќи стравот има мака. Кој се бои, не е совршен во љубовта. Ние го сакаме, бидејќи Он порано не засака. Ако некој рече го сакам Бога, а го мрази својот брат, лажеце, оти кој не го сака својот брат кого го видел, како може да го сака Бога кого не го видел? И таа заповед ја имаме од Него, кој го сака Бога, да го сака и братот свој. Секој кој верува дека Исус е Христос од Бога е роден, и секој кој го сака оној кој родил, го сака и оној кој е роден од Него. Бидејќи љубовта кон Бога се состои во тоа да ги пазиме заповедите Негови. А Неговите заповеди не се тешки, оти секој кој е роден од Бога го победува светот. И ова е победата што го победува светот, верата наша. Кој го победува светот, ако не оној кој верува дека Исус е Син Божји? Исус е оној кој дојде преку вода и крв и преку Духот. Не само преку вода, туку преку вода и крв, а Духот е оној кој сведочи, оти Духот е вистина. Зашто тројца се кои сведочат на небото, Отецот, Словото и Светиот Дух, и тројцата се едно, и тројца се кои сведочат на земјата, Духот, водата и крвта, и тројцата сведочат заедно. Кој верува во Синот Божји, тој има сведоштво во себе. Кој не му верува на Бога, го прави лажец, оти не поверувал во сведоштвото Негово, со кое посведочил Бог за својот Син. А сведоштвото е тоа дека Бог ни дарувал живот вечен, а тој живот е во Неговиот Син. Кој го има Синот Божји, тој го има и тој живот. Кој го нема Синот Божји, го нема тој живот. И тоа е слободата која имаме пред Него, дека ако просиме нешто по Негова волја, Он не послушува. А кога знаеме дека не услишува што и да побараме, знаеме дека ќе добиеме што и да сме побарале од Него. Ако некој го види брата си да греши со грев не за смрт, нека се моли и Бог ќе му даде живот, односно на оној што греши не за смрт. Постои грев за смрт, за тој грев не велам да се моли. Секоја неправда е грев, но има грев не за смрт. Знаеме дека секој роден од Бога не греши, но родениот од Бога се пази и лукавиот не се допира до него. Знаеме дека ние сме од Бога и дека целиот свет лежи во зло. Знаеме исто така дека Синот Божји дојде и ни даде светлина и разум да го познаеме вистинскиот Бог. И ние пребиваме во вистинскиот Бог, Неговиот Син Исус Христос. Он е вистинскиот Бог и живот вечен. Чеда, пазете се од идолите. Амин. Мојот разум пркосеше, копнејки. Потрчав по Твоите благодети. Трчав побрзо и побрзо. Дојдов до целта. Прекрасната преградка облеана со крв. Таа преградка ми го спаси животот. Во таа ја навалив главата кон Твоите рамења. Ја пронајдов најубавата топлина. Тоа беше мигот наречен совршенство. Тоа беше мигот кога ја обвиткав со солзи, потпирајки се на Тебе. Господе Исусе Христе, рани ме со Твојата света рана. Моето срце со Твојата крв напои ја душава. Без разлика каде да одам да ме потсетува кога беше распнат. Те чувствувам како дел од себе. Избриши ги спомените кои ненамерно секојдневно ме вознемируваат. Многумина од нас стануваат меланхолични,
Забораваме на се што постои околу нас и се затвораме во внатрешниот свет. Затоа, те молам научи ме оние кои не веруваат да ги охрабрам. Сите ликови да ги подсетам во насликана слика со Твојата скапоцена крв. Господе, со својата сила во душата Тебе да те барам и да не најдам ништо над Тебе. Да бидам изморена, а мојата мисла да мисли на Твојата света рана. Дај ми благодат, Господи, сите мои утехи се состојат приковани на Твоите рани. Нека моето срце не наоѓа почивка, додека не се смести во одаите Твои. Ти си вистинска суштина, дозволи ми да најдам мир. Имам болка, таа е преголема. Со голема вера ми ги зеде сите болки и страдања. По Велики петок, по најголемиот злочин што го покажа човечкиот род кон Бога, по денот кога човекот го судеше и му пресуди на Бога, по денот кога и небото и земјата се срамеа од човечкото безумие, еве го мигот што ја преобрази историјата, мигот што му донесе победа на животот над смртта. Воскресението е библиска тајна, ветена од Бога и со векови тајна меѓу старозаветните генерации, за конечно да се случи и да му се објави на светот во исполнето време. А се што Бог ветил се исполнило, ветил спасение се исполнило со воплотувањето на Спасителот, ветил помирување и тоа се извршило пак преку Богочовекот, кој по претрпените страданија, распетието и смртта воскреснал на третиот ден. Во тој спасоносен настан верувале и го очекувале сите старозаветни праведници, а во Новиот Завет тој настан е и почеток и крај, па затоа кој верува во Христа, верува во воскресението. И навистина, со тоа торжество над сите торжества, како пее Светата Црква, Господ Христос не пренесе од смрт во живот и од земјата на небесата, и со тоа денот на воскресението постана ден на животот. Воскреснатиот маченик од Голгота ни дарува живот вечен и радост вечна, зашто ни дарува и вечна слобода, советување дека ќе биде со нас во сите денови до свршетокот на светот и векот. Драги браќа и сестри, ве повикувам во оваа воскресна ног, да не бегаме од Божиот глас, туку да го послушаме и да сведочиме. Исус е жив, Исус воскресна и го сретнав. Посакувам да не постои ангелот на воскресението и да го отстрани каменот од вратата на нашите срца, а воедно да молиме да ја ослободи црквата од прогонства, клевети и напади. Со овие мисли посакувам да ви биде благословен денот на Христовото воскресение, Велик ден,
Христос воскресе! Искрено ве поздравувам и на сите вас. Ви го честитам големиот празник на Христовото воскресение, Великден, Христос воскресе! Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земја. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и прости ни долговите наши, како што и ние им ги проштеваме нашите должници. И не ме поведи во искушение, но избави ме од лукавиот, зашто Господе Исусе Христе, Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Spasi se, oh.